Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија, која е 52 години заедно со вас. Вашите реклами, честитки, доброволни прилози и слично ќе бидат од голема помош за да продолжи да се емитува понатаму ова најстара радиопрограма во диаспората. Телефонот е 647-780-6549. Исто така да спомнам дека сите вие кои потешко ја слушате радио емисијата на Глас од Македонија, да ви соопштам дека можете да ја слушате и преку телефон ако се јавите на 416-593-0055. Значи, можете да, доволно е само да телефонирате на 416-593-0555. Една мала техничка грешка, се извинувам до Фана и незината песна, но се разбира во други наши емисии ќе бе дадеме од низините песни. Инака, пак не одам тимот, односно недам тим рилистет, специјалисти за продавање или купување на куќи. Дека е тоа така, кажува и неговата успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребно. Значи за реновирање, лисинг или пак за продавање или купување на неподвижен имот, препуштете на Недан Тимот. Телефонот е 647-333-9628 или пак 905-877-8262 и побарајте го Васко Недановски. Телефон 647-333-9628. А сега да ги проследиме новините од Македонија. Тоа што пред 24 часа изгледаше како најубав сон, сега е јаве. Македонија на гостински терен го победи 4-кратниот светски и актуелен европски фудбалски првак Италија и на тој начин ја елиминира од учеството на Мундијалот во Катар. Македонските фудбалери со храбра, дисциплинирана и пред се мудра игра ги урна очекувањата на италијанците дека сигурно ќе не победат. Фудбалерите веќе пристигнаа на Скопскиот аеродром, таму е Михаела Димовска. Каква е атмосферата, Михаела? Тања, прекрасно е да се биде во моментов на Скопскиот аеродром. Туку што пристигна македонските фудбалери, македонската гордост, кои вчера ја победија Италија во баражот за светското првенство со 1:0. Да не должиме многу во вестите, гостин е голманот, чуварот на македонската мрежа Столе Димитриевски. Столе, добре дојде во дневникот на Канал 5. Ви благодарам пред се за победата која што вчера ја остваривте и со која ја израдувавте целата македонска јавност. Како се чувствувате? Фала многу, одлично се чувствуваме. Мислам дека ние уште не сме свесни за оваа победа. Мислам дека моментално сме во еуфорија, или мислам дека после утре кога ќе помине денот ќе бидеме посвесни и ќе се спремаме за следниот натпревар. Така да чувството е одлично да видам дека македонскиот народ се израдува за победата во Италија и сакам да им се заблагодарам на тие што дојдоа во Италија да не поддржат. Да, вечерва во 18 часот, значи за половина час од сега, ќе се сретнете, да кажеме, со фановите на македонскиот плоштад, што ќе им порачате да ве бодрат и понатаму. Имате натпревар во вторник во 20 часот и 45 минути со Португалија на гостински терен. Што очекувате таму да се случи? Да, пред се македонскиот народ треба да ужива во овие моменти, зашто овие моменти се единствени, така да ние ќе одиме таму да ги поздравиме, да бидеме покрај нив, заедно да ги споделиме тие моменти, така да ние ќе се спремаме добро за следниот натпревар, за да може да изградиме уште подобра игра што изградивме во овој натпревар и да можеме да дојдеме до победа и до светско првенство. Да, Португалија е една репрезентација која е навистина успешна, има добри индивидуални играчи, тука е нормално и Кристијано Роналдо. Столе, ти си играл и во шпанското првенство, па си се сретнал и со овој фудбалер. Какво е искуството еве да се игра со ваква класа на фудбалери како Кристијано Роналдо и дали очекувате еве да постигне гол? Добро, чувството е одлично. Исто имаат пред да дојдам за репрезентација беше Жоа Феликс, играв против него исто како Кристијано Роналдо. Тоа се од висока класа играчи кои што треба да бидеме внимателни, да може да оставиме нула од позади, за да може да дојдеме до поголем резултат како утакмицата од вчера. Така да треба да се примеме добро, да се спреме и да одиграме еден сериозен
сериозен натпревар за да може да дојдеме до победа. Има ли некоја скриена тактика со која ќе играте во вторник? Тактиката е таа што ќе спремиме со селекторот, што разговараме, што се припремаме, така да имаме наш стил на игра, играме одличен фудбал, така да одиме со таа тактика да победиме и да дојдеме до тоа светско првенство. Ви посакувам многу среќа и понатаму да радувате нормално македонската јавност. Очекуваме победа со Португалија и да одиме и во Катар. Па многу оваа победа е за македонскиот народ во овие тешки моменти што поминува Македонија и светот, што може да се израдуваат и што може да биде поттик за сите македонци, за сите деца да играат фудбал, да уживаат и да видат дека се може да се стигне до големи цел како во едно финале со Португалија и зошто и да не пласман за светско првенство. Фала многу. Јас реков во доста интервјуа дека најважната утакмица ја играв со Италија до сега во мојата кариера. Ја одиграв утакмицата, победивме, сега следната најважна утакмица ќе биде со Португалија, така да ќе одиме исто да победиме со наш план, со наша стратегија и така да се надевам дека ќе не подржи македонскиот народ како и до сега и ќе уживаме заедно во победата. Да ти благодарам многу, да не те задржувам, твојот тим отиде веќе на плоштадот, ќе се сретнете и со фановите за, како што кажав, половина час. Ти благодарам многу. Фала и на вас. Почитувани гледачи, инаку само да подсетам дека во вторник во Португалија, во Лисабон се игра надпреварот против овие големи великани во 20 часот и 45 минути, надпревар кој е многу важен, во кој ќе зависи дали Португалија ќе игра на светското првенство или Македонија. Студио. Сега сите погледи се насочени кон надпреварот против Португалија во вторник. Граѓаните кои уште се под силни импресии од вчерашниот историски успех велат дека победата не е случајна и веруваат во сензација и против моќната Португалија. Го видовте голот? Да, го Како се почувствувавте? Значи, посрекно не сум се почувствувала. Значи, сопругот заплаче од радост. Како да се почувствувам? Како македонец прав, така, како Александар, како тој што го даде голот. Прекрасно чувство, дека гледавме нели дома и комшиите почнале да викаат. Прекрасно. Емоции, бура, вриштење сите, во круг беше феноменално. Налив на емоции, предобро чувство да се победи европскиот првак. Сабајле многу убаво се разбудив и уште ме држи таа еуфорија македонска. Па не знам, гледав веројатно нешто поквалитетно. Али што е најважно, го фатив голот. Звер. Значи, дечкото е фантастичен стрелец и еуфорија и радост. Што ќе им порачаме на португалците? Дека не се предаваме, дека сме јунаци, дека сме храбри и дека со сето срце ќе излеземе на терен. Абе, нек се тресат од нас, што да ти кажам. Добро е чувството и се надевам пак на едно изненадување. Роналдо си е Роналдо, ама ете имаме и ние. Роналдо, полно Роналдиња имаме. Мислам дека можеме да ја победиме и Португалија, само сплотени сите заедно. Прекрасно, мислам дека ќе ја тепаме и Португалија. Меѓу мешовитите владини комисии на Македонија и на Бугарија. На меѓународниот аеродром Скопје утринава во 5 часот и 48 минути со воден мост во форма на виножито, ТАВ Македонија го пречека првиот лет од Софија на бугарската авиокомпанија Гуливер. Со авионот типот АТР 72600, кој може да превезе 70 патници. Ме радува што во многу брзо време најдовме согласности заеднички со Република Бугарија ја воспоставивме оваа линија. Се работи за линија во која што работите се движат во посакуваниот правец и веќе ги гледаме резултатите од работењето на мешовитите групи со колегите од Бугарија, изјави министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, кој утрово ги пречека патниците кои пристигнаа со првиот комерцијален лет. Министерот за надворешни работи Бујар Османи вели дека има одредено приближување на ставовите со Бугарија, но недоволно за надминување на спорот. Според Османи важно е да се најде достоинствено решение од кое двете страни ќе бидат подеднакво и задоволни и незадоволни. Јана Јосифовска со деталите.
Има одредено приближување на ставовите со Бугарија, но недоволно да се каже дека е најден заеднички јазик за надминување на разликите, вели министерот за надворешни работи Бујар Османи по посетата на Брисел и последната средба со бугарскиот премиер Петков. На денешниот брифинг со новинарите, Османи информираше дека со бугарската страна се разговара за истите прашања од пакетот 4+7, за кои треба да се постигне сеопфатен договор. Повтори дека идентитетските прашања не се предмет на преговори, а македонската страна се води по резолуцијата од Македонското собрание. Според него важно е да се најде достоинствено решение, од кое двете страни ќе бидат подеднакво и задоволни и незадоволни. Нема некоја точка која што е различна од прашањето кои што досега сме ги представиле пред вас во рамки на тогаш пакетот 5+1 или па сега како го нарекуваме политичкиот пакет на прашања. Кога ќе дојдеме во момент да си дадеме рака еден на друг дека тоа е решението, пред да бидат формализирани тие одлуки, ние ќе дојдеме прво да ја информираме јавноста. Османи оценува дека македонската страна не треба да подлегнува на провокации, како таа на председателот на бугарскиот тим историчари Ангел Димитров, кој неодамна напиша дека Македонија може да биде тројански коњ на Русија, иако се согласува дека Димитров изнесе тешки и неодговорни квалификации кои не помагаат во процесот. Тоа беа сериозни и тешки квалификации и неосновани квалификации, кои што доколку беа кажани од аналитичар, јас обично се обидувам да ги игнорирам. Меѓутоа, во услови кога се кажани од председател на комисија формирана од владата, веќе дава одредена тежина. Јас предвидувам дека во овој период, како ќе се зголемат изгледите за изнаоѓање на решение, толку ќе се вознемират луѓе кои што изградиле, ако можам да кажам, и кариери на оваа тема. И кои што би сакале двете влади да се одвратат од оваа позитивна динамика. Доколку во јуни Македонија и Албанија не ги почнат преговорите за членство со Европската унија, министерот не ја исклучува опцијата официјална Тирана да лобира и да бара одвојување на двете земји во процесот на интеграција, што според него дополнително ќе ја отежне нашата позиција. Македонија, Албанија и Црна Гора се земјите со 100% усагласена надворешна и безбедносна политика со ЕУ и токму затоа заслужуваат поинаков пристап од унијата, вели Османи. Само за себе те сакам и барам среќа за нас. Едина долго те чакам, уште те сонувам јас. Не оди никогаш, драга, остани со мене ти. Во љубав верувај, мила, во наши најубави сни. Znam da ne kraj. Никогаш, мила, остани со мене ти. Во љубав верувај, мила, во наши најубави сни.
da kažeš ne, srce ti davam, a baram ljubav znaj. Jedino draga sto tebe, ja znam da ne kraj. Jedino draga sto tebe, ja znam da ne kraj. Jedino draga sto tebe, ja znam da ne kraj. Jedino draga sto tebe,